Добар криптоентузијасти, уште едно издание на Altcoin Вести. Нормално на ваше барање, че ова беше следната тема по распоред, според вашите гласови. Сега да, денеска немаме специјално видео, но Altcoin Вести не знам зашто е една од најумилените рубрики. Може би затоа што повеќето инвестираме повеќе во Altcoin, но како и да е. Поради ова нормално денеска ќе направиме Altcoin Вести. Сега, во однос на гласањето кое што го имавме овде, сакам само да ви кажам кои се резултатите. Значи, ако се сеќавате, побарав од вас да ми кажете дали сакате Altcoin недела, кое што нема да биде следната, но потенцијално ќе биде понаредната недела. Ќе видиме како ќе завршиме со да речам содржина во оваа недела, може да биде и средината на неделата, останува да видиме нели како ќе се движат работите. Но штом гледам дека е малку поттивка атмосферата, можеме да направиме ваков тип на Altcoin недела, за оние кои што не знаат, станува збор за недела во која што работиме само на коини и токени. Тоа се оние коини и токени за кои што веќе гласавте, така да во оваа ситуација ќе продолжиме од каде што запревме, а тоа е нормално во предпоследниот блок, треба да го завршиме видеото за Mental, кој што е дел од Layer 2 солуциите на Ethereum, а потоа продолжуваме со овие 4 токени, меѓу кои прво ќе го обработиме Ocean протокол, тоа е последниот од ASI, нели да речем сојузот помеѓу FET, односно FET-CHI, Singularity Net AGIX и Ocean Protocol Ocean, тоа е третиот проект кој што го немаме обработено, потоа продолжуваме со Celestia, TIA, SEI и HOLO. Тоа се сеите проекти кои што ќе ги работиме, само сакам да го најавам ова, затоа што очигледно според 124, од кои само неколку гласале не, значи би сакале да имаме ваква недела. Така да тоа се првите 5 токени, верувам дека ќе објавам уште една листа за нели да имаме дополнително токени доколку успееме во таа недела да ги обработиме и тие. Така да тоа е во однос на овој дел. Како и секој Altcoin Вести, би сакал прво да започнам со овие два нели основни Altcoin мерки кои што ги следиме, а тоа е прво самиот Altcoin Season индекс, кој што ни покажува дека се наоѓа на 41, многу ниско за разлика од неверојатните 76 кои што бевме пред само како ќе пред само еден месец. Значи погледнете, негде на почетокот на март ние бевме на најгорната линија што е да речем веќе нели купено, што би било како нормален индекс, каде што значи многу од овие алткоини беа доста високи. Сега имавме добар рестарт, каде што индексот успеа дури да падне до минус до 25, каде што сме практично во биткоин сезона. Тоа е затоа што добивме 2 или 3 дена последователни 20% падови на алткоините, што не доведе до оваа ситуација, што е доста добро. И гледаме дека истото се одразува и овдека на RSI Heatmap на сите алткоини, каде што средната вредноста веќе се качи на 59, претходно верували или не беше под околу 30 негде. Тоа е средната вредност на RSI на сите коини кои што се поголеми во алткоин нели категоријата. Така да и вака повторно сме доста назад, затоа што нели после 70 се рачуна како препродадено и гледаме дека има доста голема количина на коини кои се наоѓаат под оваа 60 средна вредност на RSI и уште една, значи, еден од оние главни индикатори кои што го следам кога сакам да купам нешто, затоа што многу едноставно ви дава најголемите каде се наоѓаат и може да видите ако некој, например, за да не ги преорувате еден по еден, може многу лесно да видите некој од оние кои што ви се омилени ако се наоѓа на доста добра корекција, како што, например, Каспа моментално е 38 вредност, што е, нели, скоро препродадено како добро, така да на некој начин ова е доста добро да го следите од време на време, за да видите кој навистина имал голем рели, а кој имал пат. Ви дава некоја вредност, значи нели да видите што очекувате од овие коини кога сакате да купите нешто. Барем јас го правам на тој начин. Сега пред да продолжиме со основните вести, само уште една алатка која што ја внесовме и ќе ја користиме секогаш кога имаме Altcoin Вести, тоа е значи cryptometeus.com. Што уствари ова представува? Ова представува според GitHub надграббите, односно колку скрипти се моментално депонирани во нели програмскиот дел на овие проекти, можеме да видиме на месечно ниво кои се топ 15, ако не се лажам, само момент, да, топ 15, ба и повеќе има дури, како и на неделно ниво, и тоа неделно ниво според колку скрипти се. Значи ова се практично програмски надградби на самиот блокчейн, се интегрирани во самиот матичен систем, матичен блокчейн проект, како и во нивниот екосистем. Со тоа што ова е годишно ниво, верувале или не, и понатаму, значи ICP е на прво место, следно е Cardano, Ethereum, Flow, DOT, значи овие се оние проекти кои што навистина нели ги цениме, ги имаме во собственото портфолио,
освен Flow. Flow поради некоја причина не сум го не истражил се уште, Arbitrum го немам, но па затоа ги имам останативе, како што на пример го имам IOTA, го имам добро, ова го извадивме, значи гледаме дека големите проекти кои што навистина ги цениме и понатаму остануваат во овие топ проекти и Solana на 15-то место, нели пошто многу е развиен, и гледаме како прилика изгледа на годишно ниво. Додека на неделно ниво, погледнете, на неделно ниво во оваа последна недела, погледнете, значи вкупно до 20 април, имаме 419 скриптив ICP, второ место Cardano, трето место Ethereum, Audius, Polkadot. Значи Cardano и Polkadot се секогаш во топ 5, зборувано веќе година и пол наназад, значи сум го проверил, тоа и стварно е така. Додека на неделно ниво во однос на екосистем, нормално дека овдека прв е Ethereum, затоа што имаме најголем екосистем, што е очекувано, и следен е Algorand, што е помалку очекувано, верувајте ми, значи ова е нешто ново. Polkadot, Polygon, Cosmos, повторно големи проекти кои што ги немаме само освен, значи ги имаме освен Cosmos него имам во своето портфолио, значи и понатаму оние кои што највеќе се развиваат се дел од нашето портфолио со причина и ова алатка баш тоа го потврдува. Но нели, секој одлучува за себе си. Тоа е еден од оние алатки кои што ни покажува постојано дека овие проекти кои што ние ги поседуваме и понатаму се развиваат во најбрзо темпо, да речеме. Сега, сакам првиот дел од денешните вести да го исполнам со малку хопију, че очекувано, се наоѓаме во следниот бул маркет, официјално после самиот халвинг, и очекувам дека овој бул маркет ќе биде еден од најголемите и ова е институционалниот дел од хопиумот кој што сакам да го забележите, затоа што постојано ви кажувам по една по две вести, вака сега ќе го групираме тоа во една вест, значи да видиме што се очекуваме во следниот период од страна на институциите. Најголемата вест која што излезе оваа недела беше за Германската федерална банка LBBW, која што официјално во втората половина на 2024 година ќе почне да нуди криптовалути, нормално секоја се почнува со овие први две, а тоа е Биткоин и Етериум. Со тоа што интересна работа е дека ова банката не го прави директно, туку го прави во соработка со Bitpanda од Австрија, можеби го знаете, ова е една од најголемите менувачници во Европа и ваквото партнерство практично дозволува Bitpanda да биде custody provider, значи така речено онај ќе ги чува овие криптовалути на нели соодветни cold wallet-и, додека за разлика од тоа клиентите на оваа банка LBBW ќе имаат директно нели допир до своите криптовалути кои што ќе бидат чувани на Bitpanda. Така моментално изгледа ова партнерство, но битно е дека се повеќе и повеќе луѓе ќе имаат директен пристап до крипто. Значи тоа е крајната цел која што треба да ја увидиме овде. Погледнете колку институции големи почнале или само што не започнале да функционираат со крипто, нешто комплетно незамисливо до пред само една година. И вие кажете ми дека ова нема да биде најголемиот бул маркет кој што некогаш сме го виделе. Morgan Stanley, UBS и понатаму се очекува, значи нели ова е во тек се работи, но се уште не е воспоставено, каде што директно овие две банки, најголемата швајцарска и една од најголемите во Америка, ќе дадат на своите клиенти, исто како оваа германска банка, да можат да купуваат нормално повторно биткоин и етериум. Идејата која е дека исто многу голем дел од овие клиенти се богаташи, тоа зборуваме дебели богаташи, кои што сега ќе имаат директно начин да купат биткоин или етериум. Тоа не е мала работа воопште. Че ова се само големи банки, така, да продолжиме понатаму. Значи, се уште не почнале. Најавено е, требаше да се случи до пред некое време, но се уште сме во очекување кога овие банки ќе овозможат на своите клиенти директно да може да купуваат од своите сметки и да ги чуваат на своите сметки во овие банки. Да не забораваме дека овдека исто така се и трите големи wirehouses. Значи тоа се посебен тип на департмент во овие банки, Wells Fargo, Merrill Lynch, кој што е дел од Bank of America, кој што и уште еден имаше, сега да му тепате стварно не сеќавам кој беше, но три големи wirehouses постојат во Америка кои што сега моментално најавуваат дека ќе почнат со овозможување на своите клиенти да купуваат спот биткоин ETFs. Зошто е тоа битно? Затоа што во wirehouses тоа не се само американски клиенти, тоа се клиенти од целиот свет кои што ги користат овие типови на инвестициони алатки за да може да инвестираат во Америка. Така, значи дека богаташ од Индија моментално преку овој wirehouse ќе може да инвестира директно во биткоин спот ETF. Така. И ова се уште не е почнато.
Затоа и толку се брза на другата страна од светот да има биткоин спот ETF, за да не мораат овие богати клиенти да ги внесуваат своите пари во Америка, нормално. Како и да е, значи ова е нешто што се чека. Значи јас мислев дека е започнато, но не е, беше потврдено од неколку од CEOs на овие компании кои што веќе поседуваат биткоин спот ETF, вклучувајќи ја и Кети Вуд, која што кажа дека се уште овие, значи да речем големи институции, wirehouses, не започнале со дозвола на своите клиенти да купуваат биткоин спот ETF, значи дека и тоа наскоро треба да дојде. Следно, значи една од германските менувачници, зборуваме нели оние берзи, која што се наоѓа во Франкфурт, значи само да видам која беше точно, сега ова е компанија која што поседува франкфуртската берза. Така. Моментално воведува Deutsche Börse Digital Exchange, односно ова е посебен тип на дигитална берза каде што ќе може да се купува и продава биткоин, и овдека мислам дека беше од значи официјално од 5 март, значи тоа е започнато, значи дека во Германија официјално веќе е започнато нова берза трговијата на биткоин и етериум. Додека во Англија на 28 мај на лондонската берза се очекува да започне, значи овдека се нарекуваат ETNs, што е нешто блиску до ETF, во некоја нивна форма, како и да е, каде што биткоин и етериум ќе имаат своји ETNs и официјално ќе бидат, нели, примени овие, претпоставувам, апликации и одобрени од 28 мај. Што значи дека и во лондонската берза ќе започне, така речено, нели, трговија на етериум и биткоин. Доста голем, така. Значи зборуваме најголемите берзи во светот почнуваат да тргуваат биткоин и етериум. Значи, како да ви кажам, хопиум колку сакате, така да бидеме реални, че ова е голема работа. Значи дека многу големи институции и индивидуалци ќе имаат пристап директно до биткоин и етериум, уште еднаш нешто незамисливо во претходниот bull market. Во претходниот bull market, значи една од најголемите bull вести беше дека MicroStrategy купила биткоин. Значи замислете, тоа е една компанија. Сега најнаш имате цела држава и најголемите институции имаат пристап, вклучувајќи ги банките, до биткоин и етериум. Значи гледате колку е голема разликата. Хонг Конг, ако се сеќавате, веќе ги одобри и до крајот на, само да видам зашто е ова вака, значи мислам дека беше поинаку, само момент. Не знам зашто не може да најдем, но идејата беше дека Хонг Конгската берза, значи знаете и сами, веќе одобри неколку 4, ако не се лажам, биткоин и етериум спот ETF-и, и истите треба да почнат со работа од крајот на април. Не знам зашто не може да најдем овде, но според вестите кои што ги читав, крајот на април се очекува дека ќе започнат со тргување, значи дека активно ќе се тргува и во Хонг Конг. Зборуваме источната хемисфера ќе може да купи биткоин и етериум спот ETF, нешто што не е возможно во Америка, затоа што етериум спот ETF се уште не постои. Многу битна работа, значи гледаме се повеќе и повеќе институции кои што влегуваат на пазарот и гледаме дека се очекува, значи според некои инсайдери, Јужна Кореја, Јапонија и Сингапур да бидат следни кои што ќе направат ваков тип на ETFs, по примерот на Хонг Конг и на Мурика, затоа што станува збор за, нели, едни од најбогатите земји во светот, кои што очигледно не би сакале да бидат оставени назад, така да гледаме дека се повеќе и повеќе интерес има за крипто, посебно за биткоин и етериум. Значи тоа е детално, значи како да ви објаснам, волку опиум ја не сум видел никогаш. Значи ова е крајно булиш, иако нормално треба време, значи тоа ако веднаш ги пуштат за да почнуваат да се тргуваат како на лондонската, на не знам, на германската берза во Хонг Конг, потребно е време сето тоа да почне да функционира. Знаете, и сами истата ситуација беше и со US, значи во Мурика спот ETF, требаше време за сето тоа да почне да функционира како што денеска гледаме дека солидно функционира. Така да, ова е почеток, но се повеќе и повеќе места од кои што може да се купи биткоин и етериум, што е крајно добро за следниот bull market. За жал, не можам да ви кажам исти вести и за етериум спот ETF, иако јас верувам дека потенцијално, значи 99% ќе биде, порано или подоцна, за жал во мај изгледа дека нема да се случи. Зошто е тоа така? Значи, еве, прост пример, Јан Ван Ек, тоа е уствари CEO на Ван Ек компанијата, која што веќе поседува биткоин спот ETF и Futures биткоин и Ethereum Futures, значи нели, доста добро запознаени со работата на сферата, изјавил дека не очекува во мај да има, односно според зборовите на CEO на Ван Ек, како што веќе кажавме, значи скоро и да нема никаква комуникација од страна на SEC во однос на
потенцијалното одобрување на Ethereum Spot ETF. Зошто е тоа битно? Затоа што кога нема комуникација, кога нема како претходниот случај, ако се сеќавате, значи ние го следевме тоа активно, каде што постојано беа повикувани представници од овие компании во SEC да комуницираат за тоа како би бил одобрен, кога би бил одобрен и така натаму. Сега за жал тоа го нема. И ваквото, да речем, непостоење на комуникација, уствари ја предизвикува и ова, да речем, страф кој што е на пазарот дека нема да биде одобрен во мај. И сега овдека нормално и ако се сеќавате исто така следевме овој аналитичар за ETFs од Bloomberg, тоа е Ерик Балхунас, кој што поради истата причина ја намалува шансата за потенцијално одобрување на ETF во мај на 35%. Останува да видиме, можеби ќе почнат наскоро да ги викаат на состаноци, како што тоа беше случајот со биткоин. Останува да видиме, че не можеме да знаеме, но гледаме дека овие луѓе кои што се многу поискусни од нас во оваа сфера имаат очекување дека тоа нема да се случи. Проблемот е што за некои од овие апликации мај е последна шанса да добиеш, значи дека ако не добијат ќе бидат одбиени. Ваквото одбивање веќе неколку пати беше напоменато, како од GBTC, односно Grayscale, тоест не GBTC него Grayscale, затоа што имаат свој Ethereum фонд исто така и од оние големи ентитети како BlackRock и останатите, дека потенцијално ќе резултира со тужба. Не верувам дека тоа е нешто што го сакаат SEC моментално после толку изгубени тужби. Така да останува да видиме како ова ќе се развива, но пак ќе кажам, значи ако бидат одбиени оние ETFs апликации кои што се веќе на последна, има 3 рокови кои што може да бидат одложени, ова има последен, тоа верувам дека ќе го искомплицира сето ова, но како и да е, порано или подоцна ќе добиеме Ethereum Spot ETF, тоа е повеќе од сигурно. Прашање на време, уште ќе напоменам, не верувам дека SEC сака да си игра и да добие тужба од 3 од најголемите ентитети во светот. Останува да видиме, ова не е Ripple, че ова е BlackRock и Fidelity, така да, ќе видиме. Како и да е, за жал шансата се намалува. Но во исто време имаме и позитивна вест за Ethereum, а тоа е дека моментално има нацрт закон кој што е во Конгресот, значи знаеме дека не е еден, туку има 5 вакви закони кои што се директно поврзани со крипто, меѓу кои оној кој што највеќе се бутка моментално е законот за стейблкоини. Зошто? Затоа што поголемиот дел од овие стейблкоин issuers, и тоа зборуваме за Tether и Circle нормално, имаат огромна количина на US Treasuries, значи имаат хартии од вредност кои што се издадени од Америка, кои што на тој начин се во ризик доколку овие компании не се под регулатива. Посебно со оглед на фактот дека Tether е надвор од Америка и никако не спаја под ингеренциите на Мурика, така да поради ова гледаме дека има големо форсирање овој закон да се протурка што побрзо. Од друга страна да не забораваме дека значи ако ги погледнеме маркет капите на стейблкоините, станува збор за сериозни играчи. Значи погледнете, Tether има 109, скоро 110 милиарди долари маркет кап, додека USDC има 34. И да не продолжам натаму, овие два се најбитни. Проблемот е што голем дел од ова што го гледате овдека не е кеш, туку се баш хартии од вредност на Мурика. Колку повеќе хартии од вредност на Мурика, толку повеќе и влијание имате врз самата Америка, затоа што вие практично држите дел од долгот на оваа држава, што не е мала работа и нормално дека Мурика не би сакала да должи на некои ентитети, посебно на Tether, кое што моментално не се ни наоѓа ниту блиску до Америка, ако не се лажам, моментално е базирана во Сингапур, така да тоа е голем проблем за нив и не верувам дека така лесно име, се обидуваат некако да го докрапчат Tether веќе со години. Верувам дека тоа е битната работа, како и да е, значи овој пат има доста позитивна енергија околу овој закон и зошто е ова голема работа за Ethereum, затоа што 59 од сите, значи 59% од сите стейблкоини изминтани се на Ethereum мрежата, со тоа што имаме голема количина и на Tron, но ако го извадиме Tron, посебно со оглед на фактот дека Circle престана да минта на Tron, се сеќавате, тоа е оној притисок што јас ви го кажувам од страна на Мурика, значи ако го извадиме Tron од оваа равенка, 93% од вкупното количество на стейблкоини се изминтани на Ethereum. Значи Tron е главниот компетитор и се наоѓа на источната страна, знаете сами, затоа и не е омилен во Америка, но повторно ако го извадиме, автоматски доаѓаме до 93% стейблкоини изминтани на Ethereum. Ова ќе му даде енормна количина на легитимитет на Ethereum, затоа што вие ако успеете да направите солидна рамка правна за стейблкоини, по која што овие компании ќе знаат што смеат, како смеат, кои се правилата во однос на оние проверки кои што треба да ги прават со соодветни компании, значи ќе имаат едноставно начин како да функционира правилно. Сега значи сето ова е базирано на
препоставки, така. Значи и самите компании не знаат како да функционираат затоа што не постои правна рамка. На тој начин вие голем дел од оние стейблкоини кои што се наоѓаат во Ethereum, а тоа се многу голем дел од маркет капот на Ethereum, ќе се легитимираат. Така, значи вие имате практично право по кое што истите функционираат и на тој начин и овој дел од капиталот кој што се наоѓа на Ethereum ќе биде легален, целосно. Нема да има веќе страф. Од друга страна, ако веќе тоа се случи, тогаш и оваа правна рамка на некој начин нуди и заштита на сите оние кои што имаат моментално Tether или USDC, кои што се на некој начин, да речем, веќе обезбедени со овој закон. Затоа што на тој начин ќе има регуларни контроли од соодветни органи, ќе се знае точно што треба да се направи за контрола на овие стейблкоини, ќе биде многу добро и повеќе заштитени ќе бидат луѓето кои што инвестираат во стейблкоини, а гледаме дека стейблкоини се користат се повеќе и се повеќе. Ова е неминовно, Мурика тоа го сваќа и гледаме напредок во овој аспект. Се надевам дека овој напредок ќе продолжи на истото темпо како и за останатите 4 закони кои што исто така треба да бидат одобрени во Конгресот, затоа што тоа ќе значи дека конечно ќе се стави рамка која што сек нема да може да ја одбегне. Следна битна вест која што се подудира со она што јас го зборував уште пред месеци наназад, уште пред одобрувањето на Bitcoin Spot ETF. Ако се сеќавате, јас дури направив и видео во кое што кажав дека многу од моменталните алткоини порано или подоцна ќе добијат свој ETF. Многу луѓето беа скептични, зборуваме 6 месеца наназад, кога уште се зборуваше за тоа дали ќе биде одобрен Bitcoin Spot ETF. Сега Сергеј Назаров, кој што е креатор и CEO на Chainlink, значи моментално го дава истото очекување. Кажува дека, значи отворено, без никакви загради, без никакви досмислености, вели, откако ќе бидат одобрени Биткоин и Ethereum, очекува дека ETF динамиката ќе се зголеми на се повеќе и се повеќе коини, односно се повеќе и повеќе коини ќе имаат свој ETF. Оно што јас го кажував, значи баш го кажав во тој аспект, дека со ETF ќе биде така речено ставен бренд дека овој коин може да влезе да биде инвестиран од страна на големите инвеститори. Верувам дека ETF ќе биде на некој начин оној stamp of approval кој што е потребен за секој коин да го сака да биде дел од големите инвеститори. Така да, затоа што јас ќе напоменам, не е битно кој. Битно е дека јас сум уверен дека нема да запре ова на Ethereum, туку дека ќе продолжи многу понатаму, затоа што вие не можете да спречите да се направи ETF на одреден коин ако ги исполнува сите услови како што тоа е случајот со Bitcoin или Ethereum. Значи дека ако дозволите на Ethereum да има свој спот ETF, невозможно е да не дозволите да има свој спот ETF, не знам, Solana или XRP или ADA, затоа што ќе ги исполнуваат истите услови. Не е до вас, тоа е ствар на да речем интересите кои што ги имаат овие големи компании да имаат свој спот ETF за одреден коин или не. Така да останува да видиме, да, никој не рече дека тоа ќе се случи утре, но еве, исто и Назаров го мисли истото како и јас, дека прашање на време кога ќе добиеме ETF за сите останати алткоини, а некои алткоини гледаме дека веќе имаат значајно место како во криптосферата, така и поголеми. Значи надвор од криптосферата, почнувајќи од самиот Link, кој што моментално е со CCIP протоколот незаменлив во спојот на централизирани финансии, потоа механизми на централизирани финансии, како што е SWIFT, со криптосветот и дигиталната економија. Така да ова е многу битно и гледаме дека ваков тип на луѓе кои што навистина се интегрирани во криптосферата и во финансиите, го делат истото мислење со мене и верувам дека времето ќе покаже дека сме во право. Друга битна работа, која што исто така е кажува, што е сосема на место, вели ќе дојде до мешање на капиталот помеѓу Web3 и банките и институциите. Односно, CCIP и Link се буквално мостот помеѓу централизираните финансии, зборуваме SWIFT, банкарски институции и така натаму, и Web3 кој што представува самото крипто. Она што веќе го видовме преку она платформа која што следиме за Real World Asset Tokenization е буквално моментот каде што она што го кажува самиот Назаров, дека Web3 капиталот ќе биде измешан со банкарскиот и обратно веќе се случува. Моментот каде што вие имате токенизирани американски обврзници, автоматски значи дека вие веќе имате мешање на Web3 капиталот со банкарскиот капитал. Кога ова ќе настапи, а гледаме дека настапува, токенизацијата која што моментално Templeton и BlackRock ја спроведуваат, веќе имате интегрирање на крипто во централизираните финансии. Тоа е она што сите го чекавме.
Значи тој момент. И овдека Назаров многу добро го воочува тоа, моментот на real world asset токенизација е моментот на кога конечно централизираните, односно легаси систем на финансии, ќе го прифати крипто како технологија. Потребно е време, гледаме дека за почеток, баш тоа што го кажувавме, јас би сакал да инвестирам во ваков тип на проекти, но за сега практично и да не постојат. Значи вие немате токен кој што е, да речам, на Buidl, нели, фирмата за токенизација. Туку сето тоа е на Ethereum, така. Вие веќе инвестирате во Ethereum. Исто како што на пример моментално тоа го прави Templeton на Stellar, во кој што некој од вас верувам дека инвестираат, така. Значи допрва ќе има такви проекти кои што само тоа ќе го работат и кога тоа ќе се случи, верувајте ми, ќе бидам прв од оние кои што ќе инвестира во овие токени, но ова е многу битно. Се движиме кон масовна адаптација првенствено преку институциите, а потоа и преку секојдневните луѓе. Институциите кога ова ќе го примат како технологија, тогаш секојдневните луѓе ќе бидат принудени, затоа што вие ако имате ситуација во која што банката функционира на крипто, вие немате друг избор освен да имате сметка во банка која што функционира на криптотехнологија, така. Значи зошто велам, ќе се случи ситуација во која што, пак ќе кажам, секојдневниот човек нема ни да знае дека моментално неговите пари се наоѓаат он-чейн, така. Значи буквално се движиме во тој правец. Fetch.ai, SingularityNet и Ocean Protocol официјално го одобруваат партнерството, односно формирањето на оваа алијанса, така наречена ASI, Artificial Super Intelligence Alliance, која што ќе има свој токен ASI и тоа ќе биде новиот токен за овие три проекти. Ова сме го зборувале многу пати, чисто на кратко ќе го спомнеме. Една од главните работи кои што мораме да ги забележиме е дека има голем ентузијазам во сите овие три заедници, зборам на сите овие три проекти за нивно спојување, што е многу добро. Значи 29% од гласовите, посебно на SingularityNet, како и на другите, гласале дека сакаат да се спојат во овој еден токен. Значи проектите сами по себе понатаму ќе се развиваат засебно, но ќе има еден заеднички токен, а тоа е ASI токенот и според сегашната ситуација на market cap би имале негде околу 7,5 милиарди market cap, што ги става во топ 20 токени. Тоа е голема работа, значи веднаш ќе се искачат горе во овие топ 20 токени. Сега замислете, кога не еден, туку три тима работат на напредување на овој токен. Значи секој од овие три тима, кога ќе има некаков тип на напредок, верувам дека тоа ќе се одрази на цената на овој токен и затоа сум инвестиран во SingularityNet толку. Сега за жал, гледаме дека и понатаму остануваат овие рейтс, значи вака ќе изгледа практично рейт, односно, како да кажам, индексот за промена, така, значи основниот токен ќе биде и понатаму FED, а додека другите токени ќе се променуваат во однос на овој рейт, така, 0,43 за двата токени наспроти 1. Значи, оприлика, еден токен ќе биде вреден колку 2 AGX или 2 Ocean токени, кога ќе правиме промена на ASI токенот, кој што треба да настапи негде во текот на мај. Значи, наскоро ќе добиеме промена на нашите токени во ASI токени. Сега, не можам да ви кажам ништо, затоа што јас толку знам. Официјално е одобрено, но се уште немаме повеќе информации за начинот на кој што се тоа ќе биде направено. И уште една интересна работа за AGX, партнерство со MinSwap, тоа е една од најголемите AI, тоест најголемите DeFi, односно DEXs на Cardano. Сега ова е интересно партнерство каде што практично AI ќе се обиде да направи мост до DeFi. Значи MinSwap е, како што кажав, една од најголемите менувачници за децентрализирани менувачници, зборуваме на Cardano, каде што овдека сега, значи се обидев да најдам точно како ќе биде партнерство, значи не е само партнерство, поентата да разбереме што сакаат да направат, каде што во оваа ситуација, значи првенствено SingularityNet нуди на MinSwap да ги користи така речено сите оние алатки кои што ги поседува од AI секторот, затоа што да не забораваме дека SingularityNet представува marketplace, значи пазар за ваков тип на алатки, каде што овие алатки би требало да ја надградат работата на оваа децентрализирана менувачница, значи тоа е првиот момент на партнерство каде што нели искуството и алатките кои што ги поседува во AI ќе ги понуди на оваа децентрализирана менувачница за да функционира подобро. И обратно, како што успеав да сватам, нормално дека нели AGX токенот ќе биде достапен на MinSwap за размена и на тој начин практично AGX станува достапен за целиот Cardano екосистем, што е доста добро и за AGX, а во нели иднина и за ASI токенот, затоа што AGX ќе биде нели практично променет во ASI, а ваквата соработка нормално дека ќе го остави ASI токенот на MinSwap за нели размена. Така да автоматски трите токена, значи не само еден, зборуваме
и за FAT и за Ocean преку трансформацијата во ASI ќе бидат достапни на целиот Cardano екосистем поради партнерството на AGIX со MinSwap. Значи гледаме дека сега дури и партнерствата, не само надграббите кои што ги имаат овие три проекти, исто така ќе надополнат, наречам, во надграббата на цената на ASI, кога нели вакви различни партнерства ќе бидат склучени со различни други проекти, што е доста добро. Сега они сами кажуваат дека ова партнерство е на самиот почеток, останува да видиме како ќе се развива натаму, но идејата е дека ова е само почеток. Значи ова е практично влез на AGIX во Cardano екосистемот и верувам дека тоа дополнително ќе се одрази добро на цената на AGIX, како и нели на екосистемот на Cardano. Сега следна интересна работа која што мораме да напоменеме е Polkadot, кој што веќе започнува со нели чекор по чекор имплементирање на DOT 2.0, значи тоа е надграббата на Polkadot системот, каде што во оваа ситуација ќе разговараме за само еден дел, а тоа е Join Accumulate Machine. Тоа е посебен тип на дел од софтверот кој што треба да го замени Relay Chainот. Овој Join Accumulate Machine, кој што понатаму ќе го кажуваме како GEM, значи тоа е кратенката, треба да го замени Relay Chain. Што представува Relay Chain? А мало објаснување за оние кои што не се запознати со Polkadot, значи Polkadot представува Layer 0. Значи ова е многу поразличен блокчейн кој што е пак на некој начин во скопот на Layer 1 блокчейните, кој што представува Layer 0 затоа што ова е Relay Chainот на кој што се додадени сите овие посебни блокчейни кои што представуваат како на некој начин Layer 1 во Polkadot. Зошто е тоа така? Затоа што на Polkadot основната цел му е овој Relay Chain да направи комуникација помеѓу сите овие различни проекти во капитал и меседжинг. Значи да има проток на информации и проток на капитал помеѓу сите овие проекти. Тоа е основната цел која што Polkadot се обидува да ја интегрира. Значи затоа и Relay Chain се нарекува и на ваквиот Relay Chain моментално ќе се прави надградба, односно ќе биде заменет со овој GEM софтвер, како што кажав Join Accumulate Machine, кој што дури представува и надградба на истиот, но ова е само почеток. Зошто е тоа така? Значи на конференцијата во Дубај која што беше потопена, токен 2049 крипто, значи тоа е практично конференцијата на која што Gavin Wood, креаторот на Polkadot, значи го презентирал Grey Paper, значи не е White Paper кој што веќе се имплементира, туку Grey Paper кој што нели е така речено во изработка за овој тип на софтвер апгрейд. Со тоа што значи моментално е во изработка, што значи дека ова ќе биде Relay Chain, тоест надграбба на Relay Chainот кој што ќе дозволи за разлика од досегашните кои што кажавме дека се ограничени, значи мора да го добиете на аукција, мора да биде за 2 години, не можете да земете само дел од услугите, мора да земете целосна услуга на нели едно од овие места кои што го добивате со наддавање и како такви практично во оваа ситуација значи ќе биде намалено ова да не мора да добиете цел пакет од 2 години, туку да може да си бирате што ви е потребно од овој Relay Chain за вашиот блокчейн, значи на некој начин се упростува и се прави да биде попристапен до секојдневните корисници. Значи ова е целта која што треба да ја исполни GEM како нели замена за Relay Chainот. Сега овде ќе има надграбби кои што јас искрено не ги разбирам, значи не можам да ја лажам. Тоа се надграбби на самиот блокчейн, најдете го, значи овој да речем артикл, значи е доста по како да кажам, значи доста е понапреден овој јазик кој што е објаснет овдека и едноставно не можам да го разберам целосно. Идејата е дека имплементацијата на ова треба да го надгради Relay Chainот на сосема друго ниво и да биде подобар од претходот. Тоа е она што е најбитно за сите нас, затоа што верувам дека 99% од оние кои што гледаат нашиот канал се лаици за сето ова, значи нив им е во основа битно да знаеме што ова треба да представува. Со тоа што значи како што кажав, ова е во изработка и дополнително значи ваквиот GEM протокол ќе биде надграден со имплементација на различни значи ова се надграбите. Ова се двете надграби кои што ќе ги има овој GEM за разлика од Relay Chainот. Значи не ги разбирам за да можам да ви ги објаснам искрено, но уште една битна работа е тоа што ваквиот софтвер ќе прима предлози. Односно ќе имаме 10 милиони DOT прайс програма, каде што различни програмери кои што сакаат да помогнат во правење на овој софтвер, ќе можат да дадат своји предлози за софтверот и на тој начин да дадат да добијат дел од оваа
програма, значи од овие награди, доколку тоа биде прифатено во изградбата на GEM протокол. Така да ова е нешто што можеби ако сте програмери би ви интересирало, погледнете, верувам дека ќе најдете повеќе информации на Polkadot на официјалната страна на нивната фондација, но ова е чисто за оние кои што се програмери кои што би сакале да учествуваат. Ова е солидно за нас, одлично, и ова ќе се одвива во следниот bull market, што е уште еднаш ќе напоменам, голем двигател на цената на секој проект кога имаме ваков тип на надградби. Значи тоа е одлично за Polkadot. Сега за тон имаме многу добри вести. Прво и најбитно е фактот дека USDT влегува во тон, односно сега моментално на Telegram, на тон блокчейнот, USDT ќе биде stablecoin. Аз извинувам, избегав малку напред со не. Следна ни е само да зашто. Да, значи ова е веста која што ви зборувам, ќе завршиме таа, па ќе се вратиме на XRP. Не сум ја ставил овде за жал. Значи што е овдека битно? Значи USDT ќе биде дел од тон, односно ќе може да се праќа директно преку самата Telegram програма. Погледнете и сами, значи ова е така речено како Telegram твит, се извинувам, Twitter, нели? Пост каде што се гледа дека еден на друг во Telegram ќе може да праќате USDT stablecoin, значи не мора да го правите тоа во тон, може да го правите тоа во USDT. Знаеме дека секој преферира stablecoin наспроти коин од било кој тип на крипто, нели? Кога станува збор за трансакции, така да не само на Telegram како месенџер, туку и на сите апликации на Telegram, каде што на пример имаме како што веќе напоменавме, Telegram се надгради себе си да има така речено marketplace, значи ако имате некоја програма на продажба во вашиот канал или пак некоја игра или што и да е, значи сето тоа може да биде сега моментално платено со USDT, што е голема работа. Значи на тој начин вие му давате свој стейблкоин на целиот тон екосистем и ова дополнително се надградува со и токенизација на емоджис и стикерс, односно ќе можете ваков тип на одредена количина на емоджис или стикери да ги продавате или да ги купувате преку Telegram и да ги користите за самиот меседжинг систем. Значи реално правиме муавет, ова е една од најпрофитабилните работи кои што можете да ги направите со оглед на фактот дека луѓето во денешно време за скин на било која игра би платиле енормна количина на пари. Верувам дека истото ќе биде и на ваа апликација, зборуваме за Telegram, кога станува збор за стикери и емоджи, само за да бидете различни од другите, тоа е реалноста. Луѓето го прават тоа и е доста профитабилно. Така да ова се две интересни надграби кои што моментално Telegram ги поседува и чисто за да видите колку е ова големо, значи Telegram според најновата статистика, ова е за до 30 април, значи на почетокот на април, имал официјално 800 милиони корисници. Зборуваме активни корисници, така. Значи со 800 милиони активни корисници, ова ќе донесе голем промет, како за самиот тон блокчейн, така и за самата Telegram апликација, а со тоа и нормално ќе ја забрза крипто адаптацијата. Сега не заборавајте дека ваквото токенизирање на емоджи и стикери не го менува фактот дека луѓето најчесто нема ни да знаат што уствари прават. Тоа е као еве си купив стикер што само јас го имам. Значи они не ни знае дека тоа е NFT, non-fungible token. Така да уште еднаш ја потврдува она теза која што јас постојано зборувам, дека поголемиот дел луѓето кои што ги користат блокчейн дури нема ни да знаат дека тоа го прават и еве прост пример за тоа како се случува. Да, имав една кратка вест за Ripple, за тоа што случајот моментално се привршува. Значи има два датуми кои што сакав да ги споделам со вас, тоа беше веста која што сум заборавил да додадам овде. Двата битни датуми кои што едниот е утре, тоа е одговорот на Ripple во однос на барањето на SEC Ripple да плати $2 милиарди казна за само една ставка во која што е најден како виновен, а тоа е продажбата на институции XRP со договор кој што практично представуваат хартија од вредност. Значи од 4 вие сте добиле само една ставка и барате судот да ги казни Ripple $2 милиарди. Значи тоа е очигледно ненормално и нормално сега овој одговор ќе го дадат утре Ripple до судот, а вак одговор на ова треба до 6 мај да достави и SEC до судот и тоа се последните два поднесоци кои што треба да ги направат и со тоа практично случајот е завршен. Зборуваме пред судот, сега нормално судот треба да одлучи што понатаму со овој случај, дали ќе досуди во корист на SEC или на Ripple, но пак ќе кажам, значи ова веќе не е
никако поврзано со тоа што нас ни е битно и понатаму останува дека XRP како средство кое што се продава на второстепените пазари, зборам на централизирани и децентрализирани менувачици, не представува хартија од вредност. Што значи дека овдека само се расправа за казната за Ripple, што нас воопште не интересира, тоа е нивни проблем. Нас не интересира овој случај конечно да биде завршен и пресудата да биде финална, каде што официјално XRP не представува хартија од вредност. А колку ќе плати Ripple казна, тоа е меѓу нив и SEC. Нас воопште не интересира. Така да се уште има шанса за потенцијално помирување, значи не можеме да знаеме, до 6 мај се уште тоа може да се случи, па дури и до донесување на одлуката, во било кој момент овие две страни може да донесат одлука за да направат помирување, едноставно да го решат овој случај спогодбено, но како и да е, нели, останува да видиме колку време ќе биде потребно на судиката да донесе одлука. Како што кажаа луѓето, некогаш да жалува може да потребе дури и 6 месеци. Во секој случај битно е дека конечно случајот ќе заврши. Тоа е најбитниот дел и да видиме дали тоа позитивно ќе се одрази на самиот коин. Значи конечно ќе престане овој притисок кој што го имаат од SEC 3 години. Значи останува да видиме, уште јас ќе кажам, Ripple не го продавам ни по точка разум. На вас останува да учите што понатаму. Сега WorldCoin само сакам да ме предупредам, еве како изгледа користењето на оваа технологија во лоши раци. Значи да, ова е доста познат човек кој што во исто време е нели и креатор на најпознатата ChatGPT програма за AI, Sam Altman, но во исто време поседува и свој блокчейн кој што се нарекува WorldChain, кој што има посебен тип на нели консензус кој што се нарекува Proof of Personhood, што уствари тоа представува, каде што вие практично, верувам дека сте го виделе тоа, значи има орбови кои што се низ целиот свет и практично скенираат, значи вие доаѓате да скенирате вашата зеница и откако ќе скенирате вашата зеница ви даваат некоја мала количина на WorldCoin и практично он има една од најголемите датабази на зеници на луѓе во светот и тоа погледнете. Повеќе од 5 милиони луѓе ја скенирале својата зеница, колку треба да сме глупави. Значи во денешно време ние сами си ги даваме овие податоци, да не заборавиме дека со секојдневното facial recognition на телефонот вие веќе сте ги дале вашите биометриски податоци и секоја апликација во светот ги има, почнувајќи од нели производителите на телефони, потоа со вашиот отпечаток со кој што го отклучувате телефонот, повторно иста ситуација, вие практично веќе сте ги дале вашите биометриски податоци. Исто сега се случува и овде, за буквално $50 вредност на овој токен, вие ја скенирате вашата зеница и ова е податок кој што во било кое време може да биде даден на агенции против ваша волја и искористен против вас. Поради оваа причина и ваквите орбови и оваа апликација се забранети во Кенија и Шпанија и да не заборавиме дека пред само една година имаше голем хак на овој блокчейн, каде што беше украдена, значи датабаза, односно овие зеници на еден куп луѓе беа украдени. Значи тоа ви кажува колку само овие проекти се неодговорни, а да не заборавиме на сличен ваков случај каде што Марк Цукерберг беше буквално испитуван пред Сенатот да каже зошто ги предал своите информации, сега не знам дали беше на FBI или на CIA, значи да не заборавиме, 2018 година овие луѓе не може да биде, значи не може да им верувате на овие луѓе, затоа што под мал притисок, дали уопште било притисок, значи може многу едноставно сите ваши податоци да ги дадат на некоја голема агенција да бидат искористени против вас. Затоа мој совет, барем тоа е моје мислење, јас би препорачал, значи да се држите понастрана од ваков тип на апликации. За $50 си продавате личен идентитет кој што може многу лесно да биде искористен против вас. Дури и да не секова апликација, со фактот дека бил направен хак на истата, значи овие податоци веќе се во нечии раце кои што може да бидат искористени негативно. Ова е темната страна на криптотехнологијата заедно со CBDC. Сега имаме еден многу интересен артикл кој што е интересно направен, значи испитувале, сега нормално, испитувале мориканци, значи најлесно кој што може да се направи ова, и интересно е тоа што не е запишано колку се испитаници во ова, да речем, анкета која што е направена, и нормално сега тоа е малку пристрасно, затоа што сите овие кои што ги испитувале поседуваат крипто. Каде што многу интересно, значи погледнете статистиката, сите оние родители кои што купуваат крипто во Мурика, 40% од нив го купуваат со цел, тоест 45% го купуваат со цел да остават нешто за своите деца, додека 40,6% очекуваат да купат наскоро за да остават на своите деца. Значи дека, сега повторно зборуваме, луѓе кои што веќе купиле крипто. Нормално, ако купиле крипто, значи знаат кој е потенцијалот, знаат што да очекуваат од оваа технологија и битно е тоа што
Ако 45,6 од процентите кои што купиле крипто го чуваат за своите деца, значи дека го купиле на долг рок. Тоа е одлично за нас. Покажува дека се повеќе и повеќе крипто, значи помеѓу луѓето кои што го купуваат долгорочно, како заради свој добиток, значи едноставно да има нели добивка и профит, така и за следните генерации. Со тоа што дури и кога ќе го погледнеме вториот дел, кога биле испитани сите овие луѓе за тоа која е најдобра капитално добро за зачувување на вашиот капитал, нели за да истиот порасне, гледаме дека 37,5 од испитаниците веруваат дека крипто е моментот каде што треба долгорочно да се инвестира, за разлика од тоа нема ни да навлегувам во останатите што се небитни. Значи 37,5 од овие испитаници веруваат дека крипто е правилниот начин за инвестирање за долгорок, но не заборавајте дека ова се луѓе кои што поседуваат крипто. Нормално дека нема да веруваат дека треба во savings акаунт да чуваат. Господе Боже, така. Значи повторно ова е доста добро. И дури имаше уште еден интересен податок со голем дел од овие луѓе кои што тоа го купуваат и поради едукација на своите деца. Значи погледнете. Вели од вкупно 100%, значи 52% очекуваат дека ова ќе добие на вредност, што сите ние го очекуваме нормално. 30% го купуваат поради тоа што фиат губи на вредност, значи дека сакаат да се заштитат од инфлацијата, а додека од овие 33% веруваат дека ова е добро за да се научат собствените деца на крипто. Значи што треба да се прави, како се контролира, како се купува, како се праќа и така натаму. Така да ова се добри податоци мене ако ме прашувате, со 4% од вкупната популација во светот која што поседува крипто, ова е многу добра анкета да речем. И последната вест за денеска која што имаме доаѓа од Тетер. Значи искрено не сум нешто посебно импресиониран од оваа компанија, со оглед на фактот дека знаете и сами дека ова е најголемиот Black Swan настан кој што може да се случи на целата криптосфера. Но добро размислување, ако се сеќавате, јас постојано алудирам на тоа дека сакам да одберам проекти кои што се фокусираат на остатокот од светот, не на Мурика, затоа што 90% од крипто се фокусира на Мурика. На сите овие центри, нели, на најголемите финансиски хабови, зашто го велам тоа. USDT овдека многу добро го кажува, вели сакаме да бидеме банкарски систем на 300 милиони луѓе во светот кои што не можат да имаат банкарска сметка, затоа што прво немаат ни чевли за да влезат во банка. Ова многу пати сме го кажале, значи постојат огромна бројка на луѓе кои што можеби немаат чевли, но сигурно имаат телефон, тоа можам да го уверам, и интернет, што значи дека вас ви е потребно само телефон за да може да имате собствена банка која што ви овозможува крипто. Така. За разлика од тоа, овој човек без чевли, ако влезе во банка, нема да му дозволат дури ни да го помине прагот, а не да отвори, не знам, моментално сметка. Значи, првиот момент кога вас ќе ви побараат, не знам, адреса на живење, а вие не поседувате, значи, пример, бездомник сте, вие автоматски не може да имате своја банкарска сметка. Така. Значи, USDT е буквално стейблкоин кој што е најраспространет во светот и се обидува да го реши овој проблем. Тоа е позитивно, исто како што ако се сеќавате ви го кажав истото за VeChain, истото за ADA, кои што се блокчейни кои што се обидуваат да се развијат во остатокот од светот, во неразвиениот дел од светот, затоа што има многу поголем потенцијал. Имате презаситеност на проекти кои што кај истите овие луѓе се молат, така. Значи кај истите овие VCs, институции, банки, корпорации и така натаму. И втора битна работа каде што USDT се обидува да го реши проблемот со инфлација. Имате земји како Венецуела, како Аргентина, кои што многу поедноставно користат долар и тоа во значи затоа што вие не можете да имате едноставно долари, можеби нема да ви ги примат таму, но кога користите USDT, многу е полесно да платите затоа што најчесто, нели, ако го имате на некоја дебитна картичка од менувачница, едноставно одите и плаќате во моментот колку и да е потребно во пезоси, а и понатаму останува матично да биде USDT, значи не добивате ненормална инфлација како што е случајот во Аргентина и Венецуела, каде што денеска до утре парите кои што ги имате се преполовиле, така. Значи тоа е многу едноставно, се случува таму, имате хиперинфлација, така да USDT се обидува да го реши ова и затоа тоа е на некој начин уште една од позитивните страни каде што крипто е начинот на кој што ова многу едноставно може да се реши. Значи, USDT тоа многу добро го презентира и затоа постојано ви кажувам, се обидувам да инвестирам во проекти кои што не се директно замешани, пак ќе кажам, само со Запад. Така. Значи, затоа гледам колку што можам повеќе да се фокусирам на проекти кои што се многу пошироко гледи. Затоа што Западот не е единственото место, значи не е тоа само каде што има капитал, имате многу други места кои што верувам дека со време ќе се појават и ќе станат многу повеќе до израз кога конечно Западот ќе почне да пропаѓа
забрзано се надевам после следниот БРИКС состанок, односно конференција во Казан во октомври оваа година и веќе најавено од Русија, значи се очекува голем број на нови членки да бидат вклучени во БРИКС, така да, нека ние со среќа да се надеваме дека ќе порасне БРИКС што повеќе и на тој начин и ќе дојде до диверзификација на овој капитал кој што е премногу фокусиран во Мурик. И кога сме веќе на темната страна на крипто, еве уште една ситуација, нова вест, Нов Зеланд се обидува целосно да имплементира CBDC до крајот на 2030 година. Значи автоматски имате ситуација во која што не само Нов Зеланд, многу земји без да го прават тоа јавно, значи го буткаат, дури луѓето не ни знаат тоа, како што кажав, значи тоа многу пати сум го спомнал, ќе го спомнам уште еднаш. Не чекајте некој по улица да оди и да кажува ајде крипто ќе има CBDC, така, значи такво нешто нема да се случи. Буквално ќе дојде ден во кој што со внатрешна регулатива едноставно ќе биде променето се од кеш во CBDC и завршена работа. Вие нема ни да знаете дека вашите онлайн пари кои што ги гледате моментално на вашите телефони е уствари CBDC верзија. Значи тоа ќе го знаете дури кога конечно ќе ви го блокираат пристапот до вашите пари поради лош статус против државата, тогаш ќе знаете нели дека сте во CBDC систем. До тогаш за жал нема да бидете информирани, ви гарантирам. И нормално за крај, како и секогаш, знаете дека нашиот канал, значи на прво место го има ово видео кој што за сите почетници дава инструкции, нели? Како да следите нашата програма, затоа што има повеќе од 900 видеа моментално. Знам дека е голем обемен материјал, но ова видео на почетокот ќе ви даде инструкции како да се снајдете на нашиот канал и што се може да најдете од едукационен аспект. Додека дополнително вчерашниот роденденски подкаст беше одличен, тоест лайвстрим. Значи 2 часа ја гледате и сами, одговарав на вашите прашања, што е за мене екстремно големо задоволство. Да се надеваме дека ќе имаме уште многу вакви. Накратко, во секое од нашите видеа во содржина може да најдете прво што е содржината на самото видео, сега овдека затоа што е само одговори на прашањата, иначе може да најдете точки каде што се зборува нели за се што моментално зборуваме во самото видео. Потоа ќе ги најдете и нашите социјални мрежи, каде што би препорачал да ги заследите, затоа што објавуваме многу повеќе информации од она што го имаме на самиот канал. Значи постојано има нови информации, така да заследите и нашите социјални мрежи, нашите 2 паралелни канали, како на Odyssey така и на Rumble, каде што имате истата оваа материја за секој случај и нормално поради ваше барање за донации ги додадовме и овие блокчейн адреси, каде што можете нели тоа што го цените дека правиме за македонскиот народ, да го наградите со мала донација. Уште еднаш, значи нашата материја и понатаму останува 0 евра по македонец. Ова е на ваше барање затоа што сакате да ја наградите нашата работа, па ги ставиме сите овие блокчейн адреси, вклучувајќи ги USDT и USDC повторно на ваше барање. И знаете дека веќе со отчет, тоа сме го покажале, сите овие досегашни пратени, да речам, криптовалути беа променети во денари и беа донирани на една од оние црковни мисии во Велес, кои што се обидува да помогне на помалку срекните, како и апликацијата Купи ми кафе, каде што допрва ќе биде тоа направено. Сите овие, значи, кои што сте ни ги дале моментално кафиња, да речем, ќе бидат трансформирани во денари и ќе бидат доставени повторно на оваа организација кога се вратам дома. И нормално за крај, значи, гледате и сами, веќе се наоѓаме на почетокот на следниот халвинг, значи, го завршивме претходниот и нормално гледате дека од овде па натаму очекуваме напредок на пазарот, но уште еднаш ќе напоменам, клучно е да ни помогнете доколку ви се допаѓа оваа материја да ја споделиме со што повеќе македонци. Значи лайк, шер, сабскрајб, комент, тоа се основни работи кои што може да ни помогнете. Алгоритмот на овие да речем канали како што се на Rumble, Odyssey, па и нашите социјални мрежи, овој материјал да биде што повеќе споделуван, значи затоа што со вашиот лайк или коментар буквално помагате на алгоритмот ова да го сподели на што повеќе македонци, како и вашата препорака која што е доста битна за оваа материја да достигне до македонците што поскоро, пред да почнеме со главниот дел од бул маркетот наскоро. И нормално за крај, ќе ве замолам бидете внимателни, има многу луѓе кои што се обидуваат да го злоупотреба тоа што го работам за македонската нација. Значи кога ќе видите Facebook профили или Instagram профили со моите лого и кавер, значи бидете внимателни, тоа не сме ние, значи никако сигурно нема да ви пратиме порака ние први. Потоа погледнете колку фоловерс имаат, лајкови, значи тоа се вештачки профили кои што се обидуваат да изнудат од вас некаков тип на криптовалути или што и да е. Бидете внимателни, ние никогаш нема први да ви пишеме, така да ако некој ви пишува, тоа 100% не сме ние. Ви благодарам како и секогаш, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гейминг.